Site zemni osnovi, kje se razniša, sinovi na Svevišnji od, kje umrete kako luge, kje pagjate kako sekoj knez, Isus kje sudi nas ide. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi, Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi, Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. Sudite me pravedno, pogrevo pristrasno. Ne pazite na siroma, praveden i beden. Sinovi na Svevišnji od, kje umrete kako luge, kje pagjate kako sekoj knez, Isus kje sudi nas ide. Oče naš, Tatko nasite koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, carstvo to njegovo, da go barame po našite srca, da bide voljata Tvoja, kako na nebo to, taka i na zemlja ta, taka i vo moje to srce, taka i vo sečije srce, lebot naš nasušen daj nego i denes. Čovjek ne se hrani samo od lep, tuko od sekoj zbor što izlego od ustata na Boga i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi prostuvame. A da li im gi prostuvame je bitna ravota. Koga luje tu bi znajele što znači da se prostuva, koliko je to važno, da ne se osuduva. I дека za sekoj loš zbor ke odgovarаме na судниот ден. Тогаш тие ке нема да зборуваат толку. Смртта на Лазар, Јован 11 глава, беше пак болен. Некој си Лазар од Витанија, од селото на Марија и нејзината сестра Марта. Луѓето се болни, знаете. Тоа е материализација на нашата нељубов. А Марија, чиј брат Лазар се разболе, беше она Марија која го помаза Господа со миро и ги избриша нозете негови со својата коса. Видете, покажува степен на сооднос како се моли од Исус. Доаѓаат често некои луѓе, се молиме, плачат и остануваат во состојбата во која се не ике да се помести. Значи, во истата состојба, само со жалување, зависност од луѓе, си задоволен си е во состојбата, ни ги раскажува колку му е тешко. Знаете, прифатил една улога која му е наметнал сатаната во драмата на смртта. Значи, Марија, она која го помаза Господа со миро и ги избриша нозете негови со својата коса. Ако му ги избришеш нозете со косата твоја од солзи, од миро, знаете, тогаш веќе ти си застанал пред Исус. Никој ќе речеш, ќе застанам пред Исус, треба да паднеш и да клекнеш пред Исус. Тогаш сестрите нарачаат да клекнеш и да паднеш пред Исус. Ако не го направиш тоа, со односот е поинаков. Бидејќи ти се уште мислиш дека можеш самиот. Тогаш сестрите нарачаа по него велејќи: Господи, ете оној што го милуваш болене. Добриот пастир се грижи за секоја овца. Оди за загубената овца додека не ја најде. Штом чу Исус рече, таа болест не е за умирање. Видете, болеста не е за умирање, туку за слава Божја. Да го прифатиш Исус, да се исцелиш,
da se pročistiš i da se vratiš vo Božjото carstvo, tuku za slava Božja, za da se proslavi Sinот Božji, da го повикаш Исус преку неа. Исус ги сакаше Марта, незината сестра и Лазар, и кога чу дека е болен, тогаш устане уште 2 дни во местото каде што се наоѓаше. Зошто? Знаете, некои се случаи ние веднаш трчаме, се молиме, положуваме раце. Почекај да видиме Духот што зборува. Да не се мешаме во она што го направил Отецот Небесен преку Исус. Треба да чекаме водство, да не зборуваме од свое име, да не дејствуваме од свое име. Зашто Исус делата не ги вршеше тој туку Духот. Значи делата треба да ги врши Духот, а не ние. Исус ги сакаше Марта и незината сестра и Лазар, значи остана уште 2 дни во местото да се доврши работата. Потоа им рече на учениците да отидеме пак во Јудеја. Учениците му рекоа: Рави, сега сака да те убијат со камења. Пак ли таму ќе одиш? Видете, јудејците сакаат да го убијат избраниот народ, сопствениот Бог. О, неразбрани јудејци! Исус одговори: нели 12 часови има во денот, кој оди дење не се сопнува зашто ја гледа светлината на овој свет. Што значи да одиш дење? Да врвиш по Исус. Да врвиш по Исус, да ја љубиш светлината. Кој ја мрази светлината зашто неговите дела се лоши. Исус одговори: а кој оди ноќе се сопнува зашто нема светлина во него. На едно место им вели: ако светлината што е во вас е темнина. Знаете, ние сме од темнина, треба да преминеме во светлина. А сепак имаме малку светлина, Духот на нашиот Отец. Ова им го кажа, а потоа им рече: Лазар, пријателот наш, заспал, но одам да го разбудам. Тогаш учениците негови рекоа: Господи, Господи, ако заспал ќе стане. Исус го рече тоа за смртта негова, а тие мислеа дека говори за заспивање во сон. Имаме смрт, живи и умрени, остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Заспани се. Не знаат зошто се овде. Им минуваат деновите. Во себељубие. Душата си ја тераат своја. Добриот пастир ја дава душата своја, животот свој за овците. Тогаш Исус рече отворено: Лазар умре, но се радувам заради вас што не бев таму, та да поверувате. Но се радувам заради вас што не бев таму, та да поверувате. Исус е се присутен, не е таму кога не е во твоето срце. Исус не е во тебе, тој е таму, тука е, ама не е во твоето срце. И не знаеш да му се обратиш. Треба да измиеш косата негова со миро, од солзи, и тогаш ќе ја послуша молитвата. Тогаш Тома, наречен близнак, им рече на учениците да отидеме и ние да умреме со него. Кога дојде Исус, откри дека тој веќе 4 дена е во гроб, Лазар. А Витанија беше близу до Јерусалим, околу 15 стадии. Мнозина јудејци беа дошле кај Марта и Марија да ги утешат за нивниот брат. Луѓето плачат кога некој заминува. Кога некого ќе донесеме до Исус, колку толку се радувам што заминува, завршила неговата земна мисија. Имаме многу приказни сведоштва дека луѓето што заминале од онаа страна, па се вратени, не сакале да се вратат. Кога чу Марта дека доаѓа Исус, излезе пред него, а Марија седеше дома. Тогаш Марта му рече на Исус: Господи, ако беше ти овде, брат ни немаше да умре. Што значи да беше? Па да е во твоето срце, ти нема да умреш. И да умре ке живее. Ке биде воскреснат во последниот ден. Кој верува во мене и да умре ке живее. Тие не можат повеќе да умрат. Ако беше ти овде, брат ни немаше да умре, освен за слава Божија. Исус и рече: твојот брат ќе воскресне, но и сега знам што и да посакаш од Бога. Бог ќе ти даде, таткото наш. Марта му рече: знам дека ќе воскресне при воскресението во последниот ден. А Исус и рече: јас сум воскресението и животот. Видете, воскресение, да поминеш ни светлина, да бидеш осветлен. Од твоето срце да се осветли, да се запали пламенот и светлината на љубовта. Кој верува во мене и да умре ке живее. Кој верува во мене. Што значи да се верува? Исто тоа е добро. Значи на него да се надеваш, да не се плашиш. Имам еден човек,
паднал на дното и се уште е таму, не се поместува. И сега треба да оди во затвор и треба да плати казна. И ако не бевме ние, тој седи така и ќе одеше во затвор. Не знам што ќе се случи понатаму. Ја сега чекаме водство. Знаете, едноставно застанал и после вика не можам во затвор, а не превзема ништо. Пие апчиња, ние се молиме да се врати. Му реков, ако не престанеш да пиеш апчиња, ништо не правиме. Апчиња од Исус се пијат. И секој што живее и верува во мене, нема да умре довека. Дали го веруваш тоа? Значи, препушти на Исус ќе најде. Аврам го носи Јаков да го заколи, да го жртвува својот син. И вели Господ ќе намири. И Господ му дава. Таа му одговори, да, Господи, јас поверував дека си ти Христос, Синот Божи, што треба да дојде во светот. Штом го рече тоа, отиде ја повика сестра си Марија, тајно велики, учителот е овде и те вика, еден е учителот. Тој те учи на писмото. Знаете, ќе се научиш со човечки доктрини, ќе се наполниш со догми, тешко ти е после да разбираш, со срцето да разбереш, зашто Исус ќе те учи. Таа кога чу стана бргу и отиде кај него. Зашто Исус уште не беше дошол во селото, а стоеше каде што го беше да очекала Марта. Значи, Исус не влегува во селото, во душата, во срцето, додека ти вистински не го повикаш. Јудејците што беа со неа дома ја утешуваа, кога видоа дека Марија стана бргу излезе, отидоа и тие по неа мислејќи дека ќе оди на гробот да плаче. Дали ние плачеме за умрените, а знаеме дека сме овде привремено? Тој како да служиш војска, треба да учиш во училиштето на љубовта. По извесен период завршува и се враќаш дома. Ние имаме дом, небесен дом, Божјата ткоина. Он ни приготвил место. Но само ако во твоето срце му дозволиш тој да живее и да владее со тебе, да те прочисти. А Марија штом пристигна таму каде што беше Исус и кога го виде, падна пред нозете негови. Ете го односот, падна пред нозете негови. Падни пред него, Господе Исусе Христе. Господи, да беше ти овде, немаше да умре брат ми. Се повторува тоа. Каде да беше овде во срцето, немаше да умре брат ми. Кај братот, кај Лазар. Исус пак кога ја виде како плаче и јудејците што беа дошле со неа како плачат, се натажи во духот и се потресе. Пазете го овој израз, се натажи во духот. Исус ја извршува волјата на оној што го пратил. Тој не зборува од себе, Отецот зборува низ него. Секогаш има некое твое чувство кога ќе те повлече. Значи, сакаш некому да помогнеш, но гледаш дека тој не си помогнува. Помага самиот на себе си. Значи, да го примиш Исус, веднаш се гледа отчитување. Да го примиш Исус, ти да оставиш се земно, а ти си се фатил за нешто и се држиш и тонеш. Знаете, ако држиш камен голем и пливаш во водата, и тој ти вика, пушти го каменот, ќе потонеш, ти не го пушташ, тонеш со каменот. Си се фатил, например, си се развил за деца и држиш, плачеш, овкаш треба да одиш во затвор. И ние се обидуваме да ти помогнеме. И пиеш апчиња за смирување. Знаете, може би е подобро тогаш да отидеш во затвор ако се држиш за каменот, да се расомиш. Бог знае, јас не судам и не зборувам само од себе. Се натажи во духот и се потресе. Па рече, каде сте го положиле? Луѓето не знаат што е тоа дух. Духот е самиот живот. Од таткото небесен што е дувнат во нас. Самиот живот. Духот негов да чека суд. Духот, со ревност го љуби духот што го вдахнал во нас. Па рече, каде сте го положиле? Исус му рекоа, Господи, дојди и види. Исус просолзи. Таткото просолзи или Исус, ако се тие едно. Ако нема разлика, кога вие ќе се претопите во Исус, да нема разлика меѓу вас и Исус. Да љубите како Исус, да постапувате како Исус. Да ви биде жал за браќата. Исус просолзи, што немаат вера, што гинат од незнаење твојот народ. Тогаш јудејците рекоа, гледај колку го сакал. Некој од нив пак велеа, не можеше ли овој за Исус, што ги отвори очите на слепиот, да направи и овој да не умре. А Исус пак се нажали во себе, дојде до гробот, тоа беше пештера и камен навален на неа. Знаете,
може би е гробот токму ти кај што си во телото. Има една пештера, тоа е пештера во која вдахна твојот дух, облека од кожа и сега ти треба да го тргнеш каменот. Рече Исус, кренете го каменот. Марта, сестрата на умрениот, му рече, Господи, мириса веќе. Има 4 дена откако е умрен. Тука има мајстори работат. Исус си рече, нели ти реков дека ако веруваш, ќе ја видиш славата Божја. Што значи тоа да се верува? Па тоа е тоа. Го носи Аврам Јаков да го заколе, зашто така му рече Бог, да го жртвува. Жал му е, тој му е синот кој долго го чекаше. И синот му вика, каде е јагнето? А Аврам му одговара, Господ ќе намири. И јагнето се појавува. Ако веруваш, ќе ја видиш славата Божја. Ако веруваш, значи да не трчаш први на лекар, да одиш пред Исус, да застанеш, Господе Исусе Христе, да паднеш, да му ги измиеш нозете со косата и со солзите. Тогаш го дигнаа каменот каде што лежеше умрениот, а Исус ги подигна очите угоре и рече, Оче, дојде часот. Оче, ти благодарам што ме услиши. Јас ти благодарам, татко мој, што ги услишуваш сите мои молитви во твојата волја. Ти зборувај низ мене, не јас да зборувам, и овие слова нека ги допрат сите оние што имаат потреба од твојата љубов. Мирот свој ви го давам. Потребен ми е твојот мир и твојата сила, да бидеме од десната страна да ловиме риби. Јас знаев дека ти секогаш ме услишуваш, Исус му вели на Отецот, но ова го реков заради народот што стои наоколу. Ти секогаш ме услишуваш, ме слушаш, за да поверуваат дека ти си ме пратил. Кога го рече ова, извика со силен глас, Лазаре, Лазаре, излези надвор. Излези, Лазаре, излези. Секој од нас има по еден Лазар во себе си, заспан и умрен. Умрен дух кој треба да се распланти. Паднати ангели кои треба да се сетат зошто се овде и каде одиме. Лазаре, излези надвор. Излезе умрениот, живи умрени, завиткан во платно. Телото без дух е мртво, памтете го тој стих. Завиткан во платно, а лицето забрадено со крпа, им рече Исус, одвиткајте го и оставете го да оди. Каде да оди? Па по Исус. Или да се врати на стариот начин на живење. Тогаш мнозина од јудејците што беа дошле со Марија и видоа што направи Исус, поверуваа во него. Значи прави чуда поверуваат, по извесен период пак се сомневаат. Го видоа воскреснат 400-500 луѓе и така почна да се шири. Кога го распнаа, се разбегаа апостолите. Блажени се оние што не видоа, поверуваа. Некои од нив отидоа кај фарисеите и им рекоа што направи Исус. Тогаш првосвештениците и фарисеите го собраа синедрионот и рекоа што да правиме со овој човек, прави многу чуда. Видете, наместо да се соберат и да застанат пред Отецот Небесен. Ако го оставиме така, сите ќе поверуваат во него. И ќе дојдат римјаните, па ќе ни ја одземат и земјата и народот. Тие се трговци, цариници со римјаните, прават компромис. Затоа викаат, ние немаме друг бог освен Цезарот на едно место, кога им вели овој напишав царот јудејски. Не можете да му служите на Бога и на мамона. Еден пак од нив Кајафа, кој таа година беше првосвештеник, им рече, вие ништо не знаете. Тоа е веќе во дух. Фарисеите, садукеите и јудејците, иако го читаат словото, ништо не знаат. Вие ништо не знаете. Ете, затоа е после тој стих, ќе изберам народ во дела апостолски, што ќе го прослави моето име, и апостол Павле го сонува македонецот. Вие ништо не знаете. Така е. Он знае се. Ако му дозволиш тој да зборува низ тебе, Отецот, Духот на нашиот Отец, ако дозволиш тој да те води, да те просветлува, ако си послушен кон Исус и ја прочистува својата душа во љубов, почекорење во љубов. Ниту помислувате дека е поарно за нас да умре еден човек за народот, отколку сиот народ да пропадне. Затоа е Исус пратен, односно Отецот Небесен по Исус. Еден човек да умре за народот, отколку сиот народ да пропадне.
ова не го рече тој сам од себе, туку бидејќи беше првосвештеник таа година, прорече дека Исус ќе умре за народот. И не само за народот, туку за да ги собере заедно растурените Божии чеда, а тоа сме сите ние, евреите, македонците и сите други. Од тој ден се согласија да го убијат. Тука се гледа човечката и Божјата волја. Нешто што треба да се направи, а Отецот дошол во Исус, значи видлив во Исус, во дух исполнет Исус комплетно, значи не зборуваше ни еден збор од себе, не направи ни едно дело од себе. Значи тоа би требало се што работите, што да направам денеска за тебе, Исусе, да го правиш во Исус, во духот на нашиот Отец. Значи од тој ден се согласија да го убијат. Вие гледате како Божјата и човечката волја се испреплетуваат во тој момент за славата негова. Стани, Лазаре. Секој има по еден Лазар во своето срце кој треба да стане и да чекори по Исус. По една Марта која се сомнева и по една Марија која со солзи му ги брише. Треба да дојдеш до Марија и тогаш молитвата ќе ти биде услишана. Заради тоа Исус веќе, но само ако е Божја волја. Заради тоа Исус веќе не одеше јавно меѓу јудејците. Оттаму отиде во крај близу една пустина во градот наречен Ефрем и таму се задржа со учениците своји, кои се разбегаа штом го фатија Исус. Не верува. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Христосе. Те сакаме, Исусе. Ала да менахте сандирај. Ако се наближуваше Паска јудејска и мнозина од тој крај отидоа во Ерусалим пред Паска за да се очистат, одеа еднаш годишно во храмот. Тогаш го бараа Исуса да се представат пред Бог. Стоејќи во храмот си разговараа меѓу себе што мислите нема ли да дојде на празникот. А првосвештениците и фарисеите беа веќе издале заповед ако некој дознае каде е да јави, да го фатат. Знаете, ако ја раскажуваме само приказната на настаните, како што обично се прави во поголем број од заедниците, ја раскажуваат приказната, а не ја разбираат суштината. Дека Лазар, по еден Лазар има во секого од нас кој умира зашто Исус не беше таму. Ако Исус не е внатре во тебе, ти си Лазар и умираш. Ако се сомневаш, ти си како Марта и си рационален. И викаш 4 дена има од како е умрен. А ако си како Марија, падна пред нозете негови, му ги изми нозете со солзи. И тогаш како Исус ќе речеш просолзи, кој просолзи? Ти, Исус, во тебе просолзи. Ти благодарам, Очо, ти ме послуша. Лазар излези надвор. Ние зборуваме на процес на соединување со Бог и Отецот. Значи да го оставиш стариот човек, тоа е крштеванието на Исус, крштението, да не си повеќе стариот и да победуваш со љубовта и веднаш да ги промениш ситуациите од нељубов во љубов, ќе ги менуваш луѓето и состојбите и тие ќе забележуваат дека ти си во осветување, послушен на Исус. Има еден стих, за да ги прочистиме душите наши, твојата душа. Послушност на љубовта, да ги љубиш сите, да действуваш во љубов. Кога не можеш да го решиш проблемот, разговаравме на минатата средба со групата молитвена за простувањето, иако е слезено еднашка на една молитва, кој простува, тој победува. Значи можеме на две нивоа да разговараме. Некој ти направил некој греф и не го прави веќе. Прошле години полесно е така да простиш. А некој се уште го прави греот, секој ден продолжува. Ти му простуваш секој ден, тој повторно го прави. Така е потешко, бидејќи те соблазнува. Еден човек на вика, ми се јави на телефон, ме гледал на телевизија Сонце. Саат време ми правеше мовет како одел во цркви, како се молел, за на крајот да ми го постави прашањето како да ги љубам оние што не ме љубат. Како да ги љубам? Му реков, ти не можеш самиот да ги љубиш. Не можеш. Не можам ни јас, но знам еден кој може да ти помогне. Исус Христос. Значи, тогаш ти си Лазар кој си умрен. Значи, треба да кажеш, тој да беше ти овде, немаше да умре брат ми. Брат ти во тебе, Лазар. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми да го љубам и тој. И секој ден се обидувам да го љубам се повеќе. Додека постои степенот на нељубов, се уште не сум спремен. Такини сам пругоре. Таму горе в небеса,
Carstvo Božjo me čeka, divko peat angeli, ljubov Božja se toči, tamu odam prugore. Hriste Bože, kaj Tebe. Te sakam, Gospod Isuse Hriste. Blagoslov za site onije koji će kleknat na kolene i će rečat: Isuse, dojdi vo moje to srce i pomogni mi. Koji će gostavat stari od čovjek na krsto, ti će go primat Isus u svoje to srce i će počnat da pobeduvat so ljubavta, da go pobeduvat zloto so dobro, da je pretrpat štetata, nikogo da ne osuda, da se pokajat za grevovite na svojite predci, da se pokajat za svojite grevovi, da je prihvatat Božja volja i da go barat carstvo to Božjo. Te sakam, Gospod Isuse Hriste, mir vam do Božjo carstvo nebesno. Amin. Site zemni osnovi ke se raznišat, sinovi na Svevišnji od ke umrete kako luge, ke pagjate kako sekoj knez, Isus ke sudi nas ide. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi, Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi, Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. Sudi